Лекарката од Кочани, кај која е потврдена корона инфекцијата, најверојатно не ги почитувала протоколите за заштита од зараза. Таа, иако чекала резултати од тестирање, не останала во самоизолација, туку редовно одела на работа, покажала епидемиолошката анкета. Имено, лекарката интернист на своја иницијатива закажала тестирање преку матичен лекар, а за тоа не известила никој од општата болница каде работела и продолжила со своите редовни работни активности. Ова било причина, откако кај неа резултатот се покажал позитивен во самоизолација, да бараат да заменат уште тројца специјалисти од истата болница, а незиното матично оделение да остане без специјалист. Од општата болница потврдуваат дека не биле информирани за тестирањето на колешката, но за евентуална одговорност за неа засега се воздржани. Во моментов најважно е здравствената состојба на колешката да биде добра. Ние ги следиме препораките на епидемиолозите и ги изолиравме сите со кои лекарката била во контакт. За сите понатамошни мерки ќе се размислува понатаму. Информира за телевизија Стар директорот на болницата Александар Серафимов. Лекарката интернист е првиот случај на заразен здравствен работник во Кочани, а нивниот број на ниво на регион изнесува 8. На ниво на источен регион денес нема ниту еден позитивен пациент на COVID-19, а има уште еден излекуван во Штип. Со ова бројката на излекувани засега изнесува 12. И во текот на вчерашниот ден, но и денешниот ден имаме уште еден излекуван граѓанин кој што беше позитивен на коронавирус од Штип, и со оваа бројка, со денешниот нов излечен пациент, бројот на излечени граѓани изнесува 12 луѓе. Се очекуваат дополнителни тестови, вторите тестирање на уште неколку пациенти од Штип, така што очекуваме да продолжи оваа бројка, но и посакуваме да се стопира растот на ново заболени од коронавирусот. Можам да кажам дека сме задоволни од тоа дека мерките почна веќе да даваат резултат. За изминатото деноноќие на 10 лица им се издадени решенија за изолација, а 6 лица потпишале изјава за самоизолација. Забраната за движење не ја почитувало едно лице и истото е приведено. Во меѓувреме, според анализите на Министерството за здравство, мерките за ширење на инфекцијата даваат резултати, па има услови на нивно прилагодување и омекнување. Попуштањето на овие рестрикции се во насока на последните податоци кои што ги анализиравме во однос на резултатите како резултат на досегашните мерки. При тоа сметаме дека ова не е само попуштање на мерките, туку ова комбинација на попуштање на рестриктивните мерки на движење во комбинација со носење на лична заштитна опрема на лицето. И понатаму, хронично болни лица се ослободени од работа. Сите оние работодавачи кои нема да го почитуваат тоа, ќе се соочат со санитарниот, здравствен и пазарен инспекторат.